Ја слушате втората епизода од Библиотетки, аудио подкаст за знаењето како зрнца грашок под душеците на колективното неудо. Зборовите не отвораат само железни врати, туку врати зад кои се кријат целосно нови светови на маргините на секојдневието. Во оваа втора епизода, за да стигнеме до еден друг свет, нашата целна дестинација потребна ќе не биде временска машина. Такви во нашата реалност се периодики. Архивите за печатни и медиумски содржини кои функционираат по склоп на библиотеките. Водични со оваа патувачка епизода е Тина Малик Јандоновски, долгогодишна библиотекарка вработена во одделот периодика, дел од градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје. Здраво, Тина. Здраво. Најпрво ви благодарам за вашиот интерес да учествувате во овој подкаст. Моето прво прашање за вас е што се може да се најде во периодиката? Какви весници има? Дали претходно постоеле некои вакви архиви во рамки на самите издавачи на весници? Да, секако, значи во одделот периодика може да се најдат многу весници. Пред се имаме весници, значи како од по ослободувањето, по војната, со првиот весник Нова Македонија, кој излегува на 29 октомври 1944 година, па наваму сите весници што излегуваат, меѓутоа и претходно има весници, весникот Вардар, кој е мощен и интересен весник. Ние кај нас во нашата библиотека го имаме Вардар од 1934 година и 1935 година. Знам дека излегувал и порано, меѓутоа само тие 4 комплета ги имаме, меѓутоа многу е интересен. Јас стално предпочитам да го препорачам и овака кога имам слободно време го прелистувам и наоѓам стварно многу интересни содржини, да кажеме нешто што се случувало пред 100 години да биде толку интересно. Не се 100, него се 90, али сепак можеме да кажеме дека многу интересни содржини за денешно време кога имаме интернет, кога знаеме дека има брз достап на информации. Еве мене нешто што ми оставило голем впечаток, кога го прелистува весникот Вардар, најдов дека Галичник, значи збориме, пазите, за 1934 година, дека во Галичник тогаш се планирало да се направи скијашки центар. Меѓутоа, еве гледаме дека поминали 90 години во Галичник немаме буквално ни пат, а камоли нешто као таков скијашки центар кој би наликувал на Маврово или на Попова шапка. Меѓутоа, тоа би било стварно одлично во сите овие години да можеше такво нешто да се реализира. Имаме социјалистичка зора, весникот, само да кажам дека 1934 и 35 Вардар се однесува на Македонија и јужен дел на Србија, сепак тоа е као Јужна Бановина, излегува на српски јазик. Меѓутоа, темите кои се обработени се однесуваат на Македонија. Весникот Социјалистичка зора е на бугарски и понатаму, значи 1944 година започнуваме со весникот Нова Македонија, кој е прв весник на македонски јазик. Дали овој прв број на Нова Македонија може да се најде во периодиките и какви се тајни кријат еве овие стари изданија, стари печатани изданија? Весникот Нова Македонија во прво време кога излегол служел како буквар. Во мемуарите на Коле Чашуле многу убаво е опишано дека првиот весник до тогаш немало ништо, се нема појавено. Имало весници кои излегувале, меѓутоа на туѓ јазик и на туѓа територија, а ова е прв весник на македонски јазик, така да во недостаток од буквари, од било која литература на македонски јазик, во прво време служел како буквар за описменување на децата. Она што е интересно, јазикот се уште не бил лекториран, цената е во левови, затоа што Македонија е се уште под окупација 1944 година. На насловната страна е сликата на маршалот Тито, од кои причини? Затоа што народот не знаел како он изгледа и од тие причини е ставена сликата, за да народот, кога ќе се отпечати, кога ќе биде достапен до сите луѓе, да имаат представа како изгледа врховниот командант. Темите кои се обработени во весникот се актуелните војни состојби и докаде е напреднато со ослободувањето како во Европа, така и во Македонија.
Кои се некои изданија за музика, изданија за култура кои може да се сретнат во периодиките, а веќе не се издаваат? Да, сега ме подсетивте на едно време. Во додатокот во Нова Македонија во прво време, значи се појави додатокот починка, па имавме додаток журнал. Збориме за 70-71 година, значи се започнува со журнал, за потоа да се продолжи со починка и тогаш се гледа дека има потреба од едно списание кое би ги обработувале темите музика, театар, филм и на тој начин доаѓа до формирање, екипата на починка го формира при редакција Нова Македонија, го формира списанието Екран. Екран беше едно многу читано списание, на 100 страници излегуваше 100 и нешто, верувајте излегуваше секој четврток и се чекаше да излезе. Тиражот беше во голем тираж печатено, меѓутоа и многу брзо се распродаваше. Во петок луѓето стално купува, значи почнуваше со Екран во четврток, а во петок више Котелец, Остен и други изданија, Пулс, Нова Македонија, Вечер, стандардно. Многу се купуваа весници и до ден денес со овие списанија, стварно кога ќе земете да ги листате, добивате една слика за тоа каков бил животот порано, меѓутоа и по сликите и по содржината гледате дека било едно многу убаво благодно време. Зошто периодиката е важна за една култура, за една нација? Од денешна гледна точка, кога имаме многу малку весника, многу малце весници се печатат, имаме Нова Македонија, Вечер и Слободен печат, весник за спорт немаме, весник за музика, театар и филм, сем театарски гласник, баш на периодична публикација која е наменета за тие области, нема. Многу се битни. Еве сега, например, видов пред некој ден прв број на неделник Арена. Ние го имаме неделникот Фокус, кој обстојува толку години. Другите кои беа Зум, Сведок, Актуел, Форум, сето тоа е згаснато, па дури и Капитал излегува исклучиво во електронска форма, меѓутоа во пишана форма го нема. А останува како документ. Сепак, она што е печатено на хартија останува. Електронските изданија се губат, меѓутоа ова останува и као некоја архива за сите идни генерации. Зошто е важно периодиката да функционира како посебен сектор во целиот библиотечен систем и како помага во јавниот интерес за информирање? Периодиката е доста битна. На изглед овака, ако ја погледате, ќе помислите дека е еден одел кај што има еден куп стара хартија, стари весници што би се рекло, меѓутоа не е така. Еве доаѓаат многу луѓе. Моментално во оделот периодика има еден човек кој е читател, доаѓа и работи монографија за фудбалот, така да он почна од 1934 година. Од таа година, еве сега е стигна до 91. Сите податоци ги собира. Он, после имаме еден друг читател, исто кој собира текстови, татко му беше новинар, ги собира неговите текстови да ги преиздаде. Имаме монографии направено за тенис, за борење, за одбојка. Многу луѓе доаѓаат, значи еден дел што си прават монографии, каде што све оно што е напишано го собираат на едно место, а периодиката е доста важна, наоѓаме начин да дознаеме како се живеело некогаш. Ја пак ќе повторам дека денешниот весник повише, да кажам дека има скоро 8 страни, може да има реклами, меѓутоа текст нешто да прочитате многу малку. Весникот бил многу интересен. Сега ако гледаме дека тогаш немало интернет, меѓутоа весникот Вечер највише бил купуван, сите го купуваа, немаше човек што не го земаше, едно затоа што се објавуваа слободни работни места, а друго затоа што од него многу се дознаваше. Па така луѓето прво почнуваа да го читаат од позади, со секоја страница како ќе го листаат, така прво програмата ќе ја видат, па крстозборката, па ќе дојдат до некролози, ќе видат кој е починат.
за да имаат коментари, и имаше една страница Градски компас која беше доста интересна, каде што после недела, после свадбите, се беше објавени, мислам, брачните парови кои биле венчани, значи имаше увесник, па имаше крводарители, па положен возачки испит, па родени и доста информации. Спомнавте дека, нели, еве сега моментално доаѓа во периодиката истражувач за да направи монографија, па сакам да ве прашам дали периодиката е посетена од млади истражувачки истражувачи, меѓутоа и генерално од млади посетители? Многу поретко, единствено се појави еден тренд каде што младите доаѓаат и го барат весникот кога се родени, за да видат што е интересно, значи на тој ден што се случило пред, значи на денот на самото нивно раѓање, и тоа некако стана пракса да се скенираат овие примероци и да се подаруваат као поклон за роден ден. Имав баш пред некој ден 3 девојчиња кои дојдоа баш да видат што се случило на нивните денови, на деновите кога се родени нивните родители. Доста се смеја овака, све им беше интересно, не малку, него многу необично, затоа што и они беа запознати каков бил животот пред 35 години, 40. Рекламите за возилата, за Југо, за Застава и начинот на кој беа опишани као брзи стартни возила. Ако видиме денеска каде отиде на таа автоиндустрија, на нив сето тоа им беше и смешно и необично, поготово за Кина, колку Кина имало во Скопје, за театарските представи, дека доста богат бил културниот живот. Долго време работите во периодика, имате прочитано, мислам дека многу повеќе материјали од еден просечен читател, па ако се следи издаваштвото и продукцијата на списанија, нели од првиот број на Нова Македонија па се до сега, што може да се заклучи? Дали оваа состојба во која се наоѓа печатениот медиум во државата може да биде подобра? Какви содржини, например, според вас недостасуваат? Јас сум многу разочарана затоа што има многу малце весници. А и весниците Нова Македонија, Вечер и Слободен печат, особено Нова Македонија и Вечер, затоа што знам, работе во НИП Нова Македонија, во редакција на весникот Нова Македонија, во оддел документација, дека имаше многу весници. Ја би сакала да има и понатаму весник за спорт, весник, некоја ревија слична на Екран, која би обработувала теми од културата, музиката, филмот. Имате многу малци информации. Сепак весниците пружаат поголем број на информации. Не се сите, да кажам, да, има све на интернет, има, меѓутоа постарите луѓе и не се толку вични у пребарување и остануваат куси за многу информации, и баш и таа популација и доста зима весници. Значи, оно што можам да го видам, една пријателка работи во една трафика, каде што весниците исклучиво доаѓаат и ги купуваат пензионери, значи постара популација. Жените обично земаат крстозборки, бурда, нешто така, меѓутоа весниците, децата кои доаѓаат во одделот периодика и воопшто во разгледување на библиотеката, која ќе ги прашам за весник, они за весник не ни слушнале. Све што знаат од весници, тоа се флаери кои се делат во супермаркетите, Веро, Тинекс, тој тип на, тоа е за нив весник. Многу малце се купува, а и самите весници многу малце имаат содржина што би ги привлекле тие луѓе. Сепак интернетот и тоа брзо иде, брзи информации, така да оно што би сакала ја да продолжи некој тренд на излегување и на нови весници,
затоа што се чувствува тој недостаток, поготово од времето кога беше и дневник, и вест, и утрински, и независен. Ја на масата имав 7-8 вестника и идеа многу читатели, а сега читатели ниту нема. Да, се чини дека интернетот на големо ги намали посетителите и читателите на периодиката и читателите на вестници. Па јас сакам да го ја искористам оваа можност да ве прашам да ми кажете на кој начин функционира периодиката и дали е таа отворена за сите читатели. Дали е страшно да се дојде да се побара вестник, особено нели ако се зема предвид дека некако младите чувствуваат дека институциите се затворени за нив, па едно истражување, еден истражувачки процес во периодика како изгледа, ако може да ми кажете од ваша перспектива? Точно, значи во оделот периодика може секој да дојде. Пристапот е слободен. Со членската карта, со самото зачленување во библиотеката Браќа Миладиновци, вие автоматски можете да го посетите и тој одел. Со членската карта не само што одел белетристика, читална, научен одел за странска литература и оделот периодика слободно може да се посети. Во прво време луѓето баш, особено постарите, затоа што доаѓаат за службен вестник, да читаат вестници, меѓутоа таа генерација некако ја снема, особено после короната, на студентите кои обично вадат членски карти, стално им кажувам дека може да го посетат и одел периодика. Малку чудно ќе ме погледаат, меѓутоа кога ќе влезат и кога ќе им ги покажам весниците, дали верувате дека они тука остануваат, па дури и времето кој им е овака за мала пауза си го поминуваат тука. Наоѓаат многу интересни работи во самиот весник. А би било добро, значи, затоа што ние као библиотека негуваме сите весници да се архивираат. Има многу весници. Има весници дури Дуга, Манекен, тие се на српски јазик, меѓутоа многу е интересно да ги видите, да видите модата, како било, како тоа све се врти, животот од весниците. Уствари го дознаваме животот каков бил некогаш. Свекор ми стално знаеше да каже, немој само да те пише во весник, тоа порано било као голема срамота, нешто негативно, обично сите читале и све се дознавале. А денес како видиме дека со интернетов, дека све се става, дека стана Facebook ко огласна табла, значи сосема друго време. Да, се надевам дека вашиот одговор ќе ги охрабри младите истражувачи, но и генерално истражувачите и истражувачките почесто да посетуваат периодиката, бидејќи се чини како што и самата кажавте дека навистина интернетот станува една огласна табла и се по-тешко и по-тешко е да се дојде до некои одредени фактички информации, па мислам дека вака можеби аналогниот процес на истражување дополнително ќе ги олесни истражувачките процеси. Па ја би сакала да доаѓаат луѓето во одел периодика и при самите посети на децата, како помалите, така и средношколците, направив еден обид да им ги доближам весниците и тоа стварно се вроди со некој плод да они доаѓаат, особено во месец мај, кога имаме и кодификација, значи решението за азбуката е објавено на 3 или 5 мај, 45-та, особено од филолошки факултет, затоа што весникот пред тоа не македонски литература, но не кодифициран јазик. Прв лектор е Блаже Коневски и многу е интересно да се прочита како изгледал јазикот порано. Има доста интересни написи, значи кои овака кога се читаат, добивате една представа за тоа колку сме и што сме направиле, особено со јазикот и заслугите на Блаже Коневски. Така да ве прашам, дали можеби дел од овие архивирани содржини можат да се најдат и дигитално?
Многу малку може да се најдат, имаме проблем со авторските права. Дигитализиран е Остен, Вардар весник во теке дигитализација, затоа што весниците до 1950 година, 1960 доколку добиеме одобрение, имаме добиено одобрение за весникот Остен, меѓутоа за другите весници немаме. Многу би сакала, имаме опрема. Нашата претходна директорка Сузана Данилова има набавено опрема за дигитализација, меѓутоа најдовме на друг проблем што немаме авторски права, значи не можеме тие да ги дигитализираме, а би било многу убаво и да се дигитализира и Вечер, и Екран, и Пулс, и Нова Македонија, особено што редакција Нова Македонија има весници. Од НИП Нова Македонија имаше одел документација, каде што се архивира по 3 примерока. Јас знам дека они имаат по еден примерок земено, другите завршија многу неславно, меѓутоа у пописот што го имам лично направено, знам дека тоа не им е комплетно, а и покрај тоа не наидовме на некое разбирање за да се дигитализира, што би било одлично и за нив и за нас како библиотека. Меѓутоа, оделот дигитализација дигитализира книги од наши автори, македонски автори, значи изданија до 1950 година. Тука имаме од Кочо Рацин, од Ванчо Николевски, со одобрение, значи, кои ни се дадени од нивните семејства, и тоа е. Ви благодарам, Тина, за гостувањето. Тука некаде доаѓа и крајот на нашето патување. Пред да тргнеме на следната дестинација, подгответе се и преслушајте ги останатите аудио подкасти во продукција на Културно-социјален центар Јадро. Чао, чао! Пријатно!